Добар ден, добродојавте на третата обука, во која што ќе се обидеме да ве научиме на кој начин треба да се документираат малите проекти, кои што ќе треба да бидат изработени во нашата општинска организација, значи од нашата група. Имавме можност да запознаеме првата обука, јас сум вашиот дисеминатор Александра и во наредните неколку месеци навистина заеднички ќе работиме да направиме супер мали проекти. Се надам дека супер си поминавте на втората обука, каде што ПКВ инструкторите имаа можност да ве научат како да најдете целна група, како да направите истражување и како понатака да им помагате. Како се поминавте на втората обука? Одлично. Одиме понатака, кои се очекувањата за денеска, кои се целите всушност за денешната работилница. Значи денеска она што треба да ве научам, тоа е важноста за документирањето. Кога ќе се изработи веќе еден мал проект, мора да знаете зошто е важно сето тоа да се документира. Потоа, кои се критериуми за документирање? Оти знаете дека ПКВ е програма која што унифицирана и во секој град се спроведува на ист начин и како се сработува, значи во Струга или пак во Охрид, ќе треба да се спроведе и кај нас во Скопје. И на крај, како се прави документирањето? Секако, многу е важно денеска да имаме супер атмосфера, убаво да си поминете и вие убаво да се чувствувате. Дали сме подготвени да тргнеме на ова наше патување? Да, супер, одлично. Ќе правиме една вежба која што се вика пчели и цветови и за таа цел ќе ве поделам во две групи. Групата која што се пчели ќе излезат на кратко од оваа просторија, додека јас им дадам инструкции на цветови, а понатака ќе се вратите и ќе ви кажам што е тоа што треба да го правите. Океј? Почнуваме со Андреј е пчела. Број цвет. Пчела. Пчела. Цвет. Пчела. Цвет. Супер. Сите пчели сега ве молам станете, излезете малце пред вратата и кога ќе ви дадам знак ќе се вратите напред. Јас ќе земам едно столче. Не. Ќе ви прочитам една приказна која што се вика Пчели и цветови. Вие се што треба да правите во оваа фаза е да слушате и да се обидете да убаво да ја запомните приказната. Мислам дека тоа е добро. Можеме? Спремни сме? Читам. Нашата група која се состоеше од 5 младинци, Емилија, Дамир, Самир, Елена и Джелан, одлучивме да направиме проект. Наша целна група беа стари изнемоштени лица на возраст од 72 до 95 години, кои живеат во улица помеѓу катедралата и општинската организација на Црвен крст Кичево. Целта на нашиот проект беше да им помогнеме на тие стари лица кои живеат сами, така што во периодот од 1 март до 16 април секојдневно им купувавме храна, млеко, леб, јајца, хигиенски средства, лекови и така натака. За го добиеме бројот на старите лица, ние направивме големо истражување во нашиот град. Емилија отиде во Центарот за социјално загрозени лица и таму се сретна со Гордана Стојановска, одговорна за одделот на соработка. Во Центарот за евидентирање на старите лица отидоа Дамир и дознавме дека вкупно во таа улица живеат 9 стари лица. Свативме дека за таа намена ни се потребни прехранбени и хигиенски производи, па затоа излеговме да побараме донации. Имавме средба со представници од продавниците Годе, Максипром, Мегатранс, Анабела и од мегамаркетот Гетро и истите ни излегува во пресрет. Ние бевме премногу среќни бидејќи им помогнавме на тие стари лица изнемоштени и тие ни рекоа дека нашата помош беше од голема поддршка, но најбитно од се беше бидејќи им обрнавме внимание и им подаривме топла насмевка и љубов. Со голема надеж и со полна душа го дочекавме 20 април и испративме нашите проекти во ПКВ канцеларијата во Скопје по електронски пат. Добивме информација дека истиот е оценет со висока фаза и дека ќе имаме свој представник на финална работилница во месец мај во Струга, каде ќе има представници од сите градови низ Македонија. Дали запомнивте? Одлично. Следниот чекор е тие ќе се вратат внатре, ставете едно столче точно пред вас. Секој од пчелите ќе треба да се избере по еден цвет и понаката ќе ви кажам што е тоа што треба да се прави. Лице в лице да се гледате. Интересна приказната? Многу нешто сработени од страна на младинците. Ве молам пчелите со зујење да си влезат, секоја да си најде цветче. Кој кај сака?
инструкциите понатака. Значи, вашите цветови слушнаа приказна и се обидуваат да запомнат доста работи. Секој од вас ќе добие лист хартија, тие тивко, бидејќи е помал просторот, ќе треба да ви раскажат се она што го запомниле. А вие ќе треба тоа да го запишете во вид на извештај. Значи, имате отприлика неколку минути да го направите се во ова, тивко, за да не се слушате со групите и да видиме што е тоа што било запомнето. Еве, Пенкало. Повелете. Ја мислам дека може да почнеме. Повелете. Уште некоја минута. Готови сте? Да? Едната група веќе е готова овде. Да не сте готови случајно? Уште малце. Како сте вие? Уште малце, добро, да речеме уште 2 минути ќе ви дадам. Добро, тука некаде мислам дека горе-доле групите се готови. Што е следното што сакам да го направиме? Еве да речам, вашата група, мислам вашиот пар дека завршија први. Ајде да слушаме да ни прочита што е тоа што тебе ти го кажа Александра. Читај на глас. Значи се работи за младенци од Гостивар, правеле ПХВ проект. Тоа биле 5 деца, Джела, Села, Љубинка и две кои што не ги знаеме. Тие отишле во Центарот за социјална работа, за да најдат социјална работа во семејство, тоест стари лица кои што им треба помош. Таму се сретнале со Гордана, кој што им го предложила семејството. Тие биле сместени, семејството било сместено на локација меѓу Црвен крст и општината. Младинците отишле на 5-6 локални маркети, каде што добиле донација. Проектот електронски го пратиле во Црвен крст и потоа добили известување дека се одбрани за финална работилница. И тоа проектот го застави. Добро.
Ви благодарам. Имаше доста работи што се напишани, но доста работи кои што не беа спомнати. Да видам овде кај вас, може и вашиот извештај да го прочитаме. Си биле 5 деца и тргнале да барат стари изнемоштени лица на кои им е потребна помош. Се патиле кон црквата, каде што биле сконцентрирани најмногу стари лица. Тие секојдневно носиле хигиенски средства, храна и пијалоци, но најважно црква да гледат. Што ти оставило впечаток, љубовта и насмевката. Добро, ви благодарам, вратете сега со столчињата на вашите места. Не ги влечете столчињата, кренете ги. Бидејќи цветовите ја слушаа приказната, сакам и на пчелите да ја прочитам целата приказна, пошто видовме што кажаа цветовите, да видиме што всушност јас навистина прочитав. Нашата група се состоеше од 5 младинци: Емилија, Дамир, Самир, Елена и Джелан. И одлучивме да направиме еден проект. Наша целна група беа стари изнемоштени лица на возраст од 72 до 95 години, кои живеат на улицата меѓу катедралата и Општинската организација на Црвен крст Кичево. Целта на нашиот проект беше да им помогнеме на тие стари лица кои живеат сами, така што во периодот од 1 март до 16 април секојдневно им купувавме храна, млеко, леб, јајца, хигиенски средства, лекови и така натака. За да го добиеме бројот на старите лица, ни направивме големо истражување во нашиот град. Емилија отиде во Центарот за социјално загрозени лица и таму се сретна со Гордана Стојановска, која што е одговорна за одделот на соработка. А во Центарот за евидентирање на стари лица отиде пак Дамир и дознавме дека вкупно во таа улица живеат 9 стари лица. Свативме дека за таа намена ни се потребни прехранбени и хигиенски производи, па затоа излеговме да побараме донации. Имавме средба со представници од продавниците Годе, Макси Пром, Мега Транс, Анабела и од Мега Маркетот Гетро, истите ни излегува во пресред. Ние бевме премногу среќни бидејќи им помогнавме на тие стари лица, изнемоштени, и тие ни рекоа дека нашата помош беше од голема помош, но најбитно од се им беше што обрнавме внимание и подаривме топла насмевка и љубов. Со голема надеж и со голема душа го дочекавме 20 април, го испративме нашиот проект во БХВ канцеларија во Скопје по електронски пат. Добивме информација дека истиот е оценет со висока фаза и дека имаме свој представник на финална работилница во месец мај во Струга, каде ги има представници од сите 34 општински организации. Пчели, дали ова е слично на тоа што вие го добивте? Слично, но не целосно, да речам, и немавте всушност цел преглед што е тоа што се случило. Што мислите, зошто направивме токму оваа вежба? Повели? На некој начин да не упатите што треба да направиме, на кој начин треба да постапиме и што е финалното кој треба да дојде. Така, знаеме дека темата всушност е документирање. Значи, некако одиме сега кога ќе се направи една работа, многу важно е таа добро да се документира. Така. Во нашата ситуација или генерално, зошто е важно добро да бидат документирани нештата? Мислам дека ако го направиме добар проектот, колку и добри активности да направиме и да ја помогнеме на целата група и средства да собереме доколку не е документиран, немаме доказ дека проектот всушност постоел. И многу е важно добро да се документира за БХВ и структурите да сватат и да се стават во наши чекли како ние сработиме. Така. Во нашиот случај, бидејќи зборуваме за БХВ програма и вие сте младинци кои што поминуваат овој циклус, ние сакаме да ве научиме не само во рамките на БХВ програмата, туку генерално што и да се прави, дека е многу важно да има некаков запис. Бидејќи ако нема запис, сеќавањата, сликите, информациите бледеат и после некој време нема да се знае што е тоа што е направено. Вие како младинци, идни младинци во клубот на млади во вашата општинска организација, имате многу активности во кои што ги учествуват. Ама ако нема пишана трага, ако нема извештаи, ако нема информации, ако нема дневници, генерации после вас нема да знаете што е тоа што вие сте го направиле и, да речеме, нема да знаат од која точка тие да тргат понатак. Затоа е важно да се документира. Гледате дека живееме во свет во кој што ги користиме социјалните мрежи, медиуми за да се промовираме и да ја промовираме и нашата мисија, особено како Црвен крст, и да промовираме се до тоа што ние го правиме. Затоа ја направивме вежбата, да ви објасниме колку е важно документирањето после одлично сработена работа. Не се сомневаме дека тоа вие што ќе го направите ќе биде добро, но е важно добро да се документира. Јас сега ќе ви покажам еден пример кој што го направивме. Како ќе треба да биде презентирано, односно документирано тоа вие што ќе го направите. Ова е, да речам, вашиот проект, кој што вие го имате како форма
добиено вашиот дисеминатор, односно во ситуацијата јас од страна на ПКВ инструкторите, од ПКВ канцеларијата и ќе треба електронски да го пополниме. Значи ќе се поделиме во групи помали, отприлike бројка ќе биде од 2 до 5 кои што ќе работат еден проект и секој проект има свој лидер. Лидерот ќе биде тој кој што ќе биде задолжен да ги пополнува нештата. Но проектите ќе ги работиме во период од 2 месеци и нешто попатно може да се заборави додека ги правиме малите проекти и важно е секој лидер и секој член да му дава поддршка да водиме како дневник во тетрадка во кој што ќе ги запишуваме информациите. Кога сме излегле да го посетиме училиштето кај што ќе реализираме активноста или како сме ја наша целната група. Значи, се нешто што ќе правиме ќе треба да запишуваме на крај кога ќе дојде време да можеме лесно да го документираме се ова. Еве ја првата страна. Значи, знаеме дека ова е 2018, пошто знаете дека ПКВ програма оди веќе 20 години, мора да се знае која година е направено истото. Наслов, како ќе се вика нашиот проект. Важно е да знаете дека проектот треба да биде кратко и јасно име, да не биде некоја поезија или искажување на чувства, може тоа да го направиме во самиот проект. Потоа, која е општинска организација, дали е тоа Скопје, дали е тоа Охрид, дали е тоа, не знам, Гостива, значи во нашиот случај ќе биде Скопје. Дисеминатор, овде ќе го напишете моето име Александра Ристовски, а овде доле ќе ги напишете имињата на младинците кои што учествувале во проектот. Важно е да знаете дека во проектот не сме да учествуваат повеќе од 6-7 младинци, бидејќи важно е секој да го има свој дел кој што треба да го страви. Дали ви е јасна првата страна? Да. Одиме понатака. Втората страна е всушност содржина, на која страна што се наоѓа. Александра, може да прочиташ? Првото е наслов, потоа содржина, анализа на проблем, оттик, одредување на цели и корисници, истражување, постигнати резултати, опис на проектот, волонтерски часови и додатоци. Всушност, се она што ПКВ инструкторите ви го објаснија на втората работилница што имавме. Вие се запознавте и со термин цел и корисник, кој може да биде корисник во вашиот проект, и со причини и со последици самото дрво проблем кој што ќе треба да се реши. Така да, кога фактички ја имавте таа обука, ќе биде многу лесно сето тоа да се документира. Одиме понатака, следната страна, значи, еве го дрвото, кој што го разгледувавме на минатата обука, значи, треба да се лоцира некој проблем во заедницата, потоа да се видат кои се причини за тој проблем и да ги напишеме последиците. Потоа треба посебно да ги дефинираме проблемот, причините и последиците. Тоа е значи една посебна страна имаме за сево ова. Одиме понатака. Потик, на што се мисли овде на потик? Што не поттикнало да го целиме проектот? Така, што не поттикнало да го направиме токму овој проект и да работиме токму со оваа целна група. Одредување на цел и корисници, значи ја поставуваме целта и ги избираме корисниците. Александра, последното? Имаме едно истражување во едната графа за корисниците, а во втората графа за потребите на корисниците. Значи ни беше објаснено минатиот пат дека треба да имаме два типа на истражување. Како сме стигнале до корисниците, значи одиме во Црвен крст, одиме во локална канцеларија за труд и социјална политика, а понатака кои се потребите на корисниците. Да не биде дека на луѓето кои што се гладни ние им носиме облека. Дали има логика? Не. Значи ако им требаат лекарства, тоа треба да им го пружиме. Треба да разговараме со нашите целни групи. Јасно ви ова, така? Да. Одиме понатака, следна страна е постигнати резултати. Читај. Добиени или купени производи, број на луѓе на кои им е помогнато, дополнителни нешта, обуки, медицински терапии, или работилници и креативни што сме. Значи, се бара во самиот модел на документирање овие нешто да бидат извадени, значи да бидат сумирани, значи колку луѓе сме помогнале. Ако помогнеме едно лице, дали го помагаме само него или цело негово семејство? Значи броиме како 4 или 5 членови. Ако работиме со дневниот центар за лица со попреченост, на колку луѓе не им помагаме? На сите, ако се 30, тие се лицата на кои што не им помагаме. И на нивните семејства. И во ситуацијава за корисниците ќе бидат само за корисниците, бидејќи го олеснуваме нивниот престој во самиот центар. Потоа, значи, овде на крај доле мора да се истегнат колку креативни работилници сме имале, или ако сме обезбедиле некоја медицинска терапија, дали таа трае во 6 месеци или во година дена, значи да бидат посебно истакнати нештата. Одиме понатака, следна страна. Опис на проектот.
Овде имаме можност да се изразиме, значи да речам во 2-3 страни наративно да објасниме, значи се она што сме го направиле. Какви активности спортски, колку пати биле случувањата, средби со директорите што ќе ги имаме и се друго кое што всушност ние како тим ќе го имаме додека си го реализираме својот проект. Значи отприлike некои 3 страни имаме простор да го пишеме сето тоа. Да видиме што е на следната страна. Читај. Волонтерски часови, тука треба да пишеме нашата конкретна активност, датумот и траењето на таа активност и учесникот кој што справил таа активност. Така, значи овде ако сте тројца например во тимот, Александра значи го посетила директорот и таа посета траела 2 часа и таа го направила тоа на тој и тој датум. Потоа Ивона отишла, имала средба со некој од продавницата кој што треба да даде донација, колку време траело сето тоа. Но на крајот, иако имате, значи, може да имате 2-3 страни вака кај што ги листате вашите активности, на крај треба да има сумарно, дека Александра Балкановска дала 40 часа за овој проект. Ивона дала 30 часа од своите волонтерски часови да се сработи целиот проект. Многу е важно да бидеме чести едни кон други кон тимот, значи да си броиме секој часовите, да не се зголемува и да не можам јас да приемам дека имам 30 часа, при тоа немам, имам само 10, ама ние да се договориме, окей, ќе го направиме тоа за интерес на проектот. Значи многу е важно вие како тим да бидете чести, да представите чести резултати. Но затоа сум јас тука како дисеминатор да водам сметка за тоа колку сте ви ангажирани и навистина да ви прикажеме реалните резултати. Одиме понатака, следна страна се додатоци, повеќе читај. Линкови, прекачани слики не повеќе од 6. Така, понатака. Слики, сметки, писма, постери, вредни. Значи на овој начин ние она што го кажа ти преска на тимот ќе им прикажеме што е тоа што го направивме ние со конкретни чекови. Фотографии 6 од конкретна активност, значи имаме креативна работилница, тоа го сликаме. Средба со директорот, тоа го сликаме. Ја донесуваме донацијата, тоа го сликаме. Сето тоа што сме го развиле како постери, како карти ќе треба да биде прикачено. И ако имаме некој видео и промоции или сме гостувале во некоја утреска емисија или Facebook настан, значи сето тоа ќе треба да биде прикачено бидејќи ќе се провери на крајот. Сметки се она што ќе го купиме, ако имаме проект во кој што ни требаат пари, пошто некој проект можеби нема да ни треба пари. Не мора да значи дека ќе собираме пари. И отприлики кога ќе се заврши сето тоа, гледате, значи сето тоа е начин на кој што ќе се документира. Сметам дека е доста едноставно, прилагодено за млади луѓе. Ако веќе знаеме како да го направиме проектот, важно да знаеме како се до тоа ќе го документираме. Но ајде да видиме навистина колку се до тоа вас ви е јасно. Овде ќе ви поделам еден проект кој што се реализираше минатата година во Црвен крст Охрид, навистина одличен проект кој што се вика Мелодија. Се она што јас ви го објаснив, сега сакам да го разгледате во помали групи, а потоа ќе дискутираме кои се добрите страни на овој проект. Еве да речам, вие двајца сте една група, вие сте една група, вие сте една група како што седете и вие две сте една група. Да речам, во наредните 5 минути разгледајте го проектот, а потоа ќе дискутираме. Може да си ги подместите случајата како сакате, како ви одговара. Оди кај нив, а ти приклучи се кај нив. Тоа е главно. Овој да има. Се она што го разговаравме преска да видите како всушност они го сработеле.
Дали е во ред? Да. Добро, како ви изгледаше проектот на Лодија? Убаво документирано? Она што го зборувавме, всушност го видовме. Кои се силните страни во проектот, според вас? Тука се работи за самохрана мајка старшина со 2 дечиња. Има ненајдена смртна сопругот и имаат долгови, лоша им е финансиската состојба и тука, уствари, проектот е всушност да им се помогне со таа финансиска состојба и да му купат виолина на детенцето. Кој што всушност беше многу талентирано, така? И многу е убаво што насловот се вика Мелодија баш одговара на нивната цел. Веројатно не случајно. Дали има два типа на истражување, кажи ми? Да, тие всушност истражувале кои се корисниците, зашто ги потикнало тоа за да одберат таа целна група и потоа има кои се нивните потреби. Така. Значи, тоа подразбира дека вие ќе одите таму и ќе разговарате со корисниците што е тоа што нив им е потребно. И му возложиле директна помош преку продавање на ПХВ бојки. Така, кој што посебно е направено за да они пристигнат до парите. Така. И хуманитарен концерт и му ја овозможиле, односно му ја купиле виолината на детето. Ти благодарам. Дали беше добар приказот за волонтерските часови? Да, на крајот? Уредно и точно. Значи, за секој имаше поединечно, на крај имаше сумарна табела. Дали ви се допадна описот наративниот, дали беше се прикажано во рамките на описот, дали сакате да истакнете нешто како група? Мене ми се допаѓа колку е убаво напишано и доловен моментот тие прв пат кога отишла крај семејството. Така? Со што и тоа им дал некој поттик за они да го преземат проектот да работат со нив. Така. Отприлика, значи, проектот има некои си 20 на страни, гледам. Така, видовте дека на крај има и писма кои што се подпишани од страна на секретарот, бидејќи нашата група не може да направи ништо доколку не добиете одобрување од моја страна како дисеминатор, мора нашиот секретар да знае каде се движиме, од каде бараме донации и слично. Има фотографии од конкретни активности, постери, но има и линкови на преска што го зборувавме во делот на промоцијата. Важно да знаете кога некој од вас ќе оди на телевизија или медиуми да промовира, значи ќе се договараме претходно, задолжително треба да се носи емблемот на Црвен крст, да се знае од која организација доаѓаме ние и ќе се подготвиме за да зборуваме за ПХВ како програма која што работиме ние во Скопје, ама да се каже генерално дека во текот на оваа година 1000 младинци ќе добијат обука и дека отприлика некои 150 проекти ќе се реализираат. Значи ќе збориме за национална програма, но ќе збориме и за тоа што би се случува кај нас. Дечки, ќе го направиме ни ова, ви изгледа тешко? Да или не ве слушна? Да. Важно е, така е, важно е да се сработи, кога ќе се сработи, важно и добро да се документира. Ако ви е јасен овој делот, одиме во напред, дел беше многу користен за да знаеме во која насока ќе одиме со нашето документирање, но сакам да ви кажам уште неколку информации кои што ќе бидат многу важни. Она што беше повторувано до сега, свативме сите дека до 20 април треба да се завршат проектите и да се документират и да се пратат во ПХВ канцеларија. Во рамките во ПХВ тимот постојат 30 инструктори кои што понатака сите проекти од цела Македонија ќе ги носат во Струга и таму ќе ги разгледуваат. Колку ни се оригинални идеите, колку волонтерски часа сме дале за изработка на овие проекти, колку навистина направивме промени во заедницата, колку тие проекти се долгорочни и така натака и така натака. Мене како дисеминатор многу ми е важно вас да ве мотивирам како младинци да останете во Црвениот крст, да ја смениме вашата дневна рутина, да ве охрабрам дека имате сила да ги направите промените, да не чекате вашите родители тоа да го прават, туку вие да го направите сето тоа. Со тоа што наградата ќе биде ако ние сите останеме овде во Црвен крст и продолжиме со волонтерските активности. Но мора да ви кажам дека постои една втора награда која што за сите оние кои што имаат најоригинални проекти, кои што имаат проекти кои што навистина направиле големи промени, ќе бидат тие младинци поканети во Струга за да поминат еден викенд на таа финална работилница. И сега да знаете како се оценуваат проектите во однос на критериумите. Значи важно е можеби да ги знаеме проектите, но сепак е важно и ние да си ги направиме според овие критериуми. Постојат 4 фази за документирање. Еве читаме, одиме во круг. Фаза 2 документирана идеја. Фаза 3 документирана обид за реализација.
Така е фаза 4. Успешна акција со кратка акција или ефект. Одлично. И фаза 5. Успешна реализација со интеркултурна Димензија. со долга акција и силен ефект. Супер. Одлично. Се е многу важно да знаете што всушност значи ова и малце ќе го расчлениме. Кажи ми ова сега фаза 2 според тебе како ја доживуваш, како ја разбираш? Дека групата имала идеја, но само на тоа останало не ја реализирала. Така, значи ние сме 30 младенци, ќе се поделиме во неколку групи и една од групите на жалост ништо нема да се случи. Секако ја тоа како дисеминатор нема да го дозволам во нашата група, сите ќе имаме добри проекти, ама да знаете дека некој овај проект може да биде така оценет. Мада, морам да ви кажам, пошто ги знам некои од инструкторите во ПК програма, фаза 2 немале согодини, значи такви проекти веќе нема, но ете стои како термин. Одиме понатака, фаза 3. Што подразбира фаза 3? Па документирана облик за реализација, тие се обиделе да реализираат, го документирале и се борат за понатамошно избирање за доволност. Тука си имам уште малце, ја можеби би сменила нешто, повели? Па, почнале да реализираат својата идеја, ама престанале на некоја препрека. Имале некоја пречка и немале доволно сила, не се екипирале како тим и застанале. Тоа значи дека сме сакале да направиме нешто, ама од друга страна некој директор на училиште не ни дал сала да спроведуваме активноста и ние си рековме, па ајде, добро, тоа тешко е, комплицирано е. Се демотивирале и не продолжуваме понатаму. Дали нашата група ќе се демотивира? Никако, значи нема пречки, се што ќе се зацртаме мора да си го оствариме. Фаза 4, Андре? Успешна акција со кратка акција или ефект. Групата имала идеја и остварила акцијата, но таа акција не била некоја од голем обем и немала некој голем ефект, но сепак сите акции се битни. Ете така, одлично, убаво го кажа тоа. Не морат сите проекти да бидат фаза 5, фаза 4 е одлична фаза, тоа значи дека вашата цел, тоа што сте го поставиле за некој корисник, вие сте си го реализирале. Јас сега ќе се потрудам како дисеминатор ваш сепак ова малце да го надминеме, да немаме кратка акција, туку да имаме малце повеќе волонтерски часови во рамките на тие проекти. Но ако се случи дека имаме фаза 4, тоа значи дека сме ние успешни, добро сме го завршиле проектот, ама можеби нема најсилни ефекти за тоа семејство. Одлично го кажавте тоа за сите 4 фази. Последната, петата фаза ќе ви ја кажам јас. Таа е всушност меѓуетничка димензија, долга акција и силниот ефект. А што всушност представува секој од нив, ќе видиме поединачно. Повеќе малце објаснувања за петата фаза, односно за првиот дел за меѓуетничка димензија. Во рамките на ПРЕХАВЕ програмата, кога се изработуваат малите проекти, правиме проекти кои што ги ублажуваат животите на ранливото население. Но од друга страна имаме многу важна компонента, тоа е да ги изработуваме проектите кои што промовираат мир, толеранција и соживот во нашата земја, им даваме една фер можност на младите луѓе од различни етнички заедници во земјата меѓусобно да се запознаат. Одлично ќе биде ако во вашите групи кога ќе ги работите, кога ќе почнете да ги работите проектите, да имате мешани групи, што значи во една група да имаме млади кои што се представници од албанска етничка заедница, од македонска или пак некој мешан проект со младите кои што се од турска етничка заедница или пак ромска заедница, значи се она што всушност представува разноликост да биде прикажано во едниот проект. Од една страна. Од друга страна пак доколку не е можно сето тоа, доколку се направи една група која што од една етничка заедница да помага на групата која што од друга етничка заедница. Например, во некои градови каде што повеќето ученици се да речам од македонска етничка припадност, да помагаат на некој кој што е од ромска заедница согласно потребите кои што се јавуваат во таа заедница. Долга акција тоа подразбира дека нашиот проект ќе биде повеќе од 40 часа. И сметате дека за тие 40 часа може да се случи некоја промена. Значи, ако работиме со некои деца со посебни потреби, ако направиме една креативна работилница, што сме постигнале со им? Ама ако направиме во континуитет 5, 6, 7, тоа е веќе поразлично. И тука навистина може да се направиме таа долгата акција. Силен ефект е да направиме големи промени во заедницата. Значи, да не биде само влажување, туку не знам да смениме одредени нешто, да влијаеме, да се обидеме да вработиме некого, или зодиме лични документи за некој бездомник кој што е фантом, значи ќе видиме каква ќе биде всушност нашите корисници. Дали ви се јасни, значи фазите? Значи 4 фази, фаза 2, 3, 4 и 5, последната, четвртата и петата се всушност успешни реализирани проекти кои што имаат пета фаза кои што имаат долга акција.
Се да видам дали ова навистина ви е јасно, ќе ве поделам, се малце ќе ви измешам во групи. И секоја од групите ќе добие по еден проект кој што ќе треба да си го прочита во рамките на својата група и да размисли според овие фази, нападне, и да размисли според овие фази како треба да биде оценет овој негов проект. Ајде да ве поделам, например, во 4 омилени овошја. Твоето омилено овошје? Портокал, јаболко, банана, малина и се одиме пак портокал, јаболко, малина, банана и останува малина, значи дека ти во рамките на својата група ќе бидеш сама. Океј. Подгрупирајте се. Секако зависи од бројот на учесници, сите оние кои што ни го прават часот, бројката на младинци е 30 и во однос на тоа ќе се направи добро групирање. Сега, пошто си ти сама, имаш можност да си избираш сама, прва, така, поведете, групирајте се малце како група и ова станува за вас, драги мои, групирајте се, вие двајца групирајте се, читате значи во рамките на групата и да видиме која фаза е всушност ова. Сметам дека сте готови, така? Да. Ајде. Се е многу важно да слушате сите, пошто секој од групите представник по еден ќе ја прочита на глас, да слушнате другите. Кој бил вашиот проект, дали добро сте го оцениле, ако не, може би некој од групите ќе ни помогне. Повелете, Андре. Вашата група подготви театарската представа на тема Животот на Ани Пинан. Истата сакавте да изведете... Погласно, Андре, извини. Вашата група подготви театарската представа на тема Живот на Ани Пинан. Истата сакавте да изведете во Домот на културата. Така и бевте договорени со директорот. Дури имавте фотографии. Но во последен момент директорот го смени договорот. Парите од продадените карти сакавте ги намените за купување на новогодишните пакетчиња за деца без родители. Што имаме овде сега? Која фаза? Ние мислиме фаза 3. Фаза 3, документиран обид за реализација. Што мислат останатите? Се согласувате? Супер, одлично, значи добро сватени критериуми. Значи тие се обиделе да направат нешто, на крај само го реализирале сето тоа и тоа е тоа. Фаза 3. Добро, ви благодарам. Дајте аплауз за групава. Одиме понатака, втора група. Вашата група изработи добро документиран проект за изградба на центар за рекреација и едукација на млади. Еден од членовите од групата требаше да разговара со градоначалникот и да му презентира проект, но тој не го одобри тоа. Што имаме овде? Фаза 2. Фаза 2, што мислат останатите? Така е, значи дајте аплауз, документирана идеја. Со тоа што за овој проект морам да додадам, ако се сеќавате од минатиот час, значи рековме дека проектите мора да бидат достижни и мерливи. Дали ова достижен проект? Дали група од млади на возраст со 13-17 години може да направи центар за рекреација? Значи не, тоа се малце посериозни проекти. Така да, она што го правиме ние достижно и мерливо и да биде реално. Одиме понатака, еве одиме со оваа група, со... Вие сте член на мешана... Одиме со нив.
Вие сте член на група која што направи акција за собирање на прехранбени продукти со цел да се помогне едно семејство. Во рокот една недела вашата група посети 3 маркети од кои што побара донации во храна. Маркетите ви излегува пресред и донира по неколку пакетчиња макарони, неколку шишиња масло, конзерви со брашок, тегли со кисели краставички и слично. Со собраните производи направивте еден хуманитарен пакет и го дониравте на едно загрозено семејство. Дадената помош ќе го помогне семејството со храна за неколку недели. Што имаме овде? Фаза 4. Така. Имаме ефект, имаме акција, но таа е кратка и не е долгорочна, само неколку недели. Така. Значи, семејството му е била потребна храна и фактички вие ублаживте нивната состојба, им дадовте храна, но не дека најдовте вработување за семејството, за таткото или нешто така. Значи, само ублажување, со тоа што тоа беше ваша цел и проектот е оценет со фаза 4, што е навистина успешен проект. Ја можеби би сменила само тука малце повеќе волонтерски часови. Пошто ако имаме повеќе волонтерски часови, имаме промена на вашата дневна рутина. И последниот проект. Вие сте член на мешана група, значи тука имаме интеркултура, која што организираше трка со велосипеди во вашиот град. Подготовките траја 20 дена и за тоа време ги информиравте локалните медиуми, ги изработивте малите постери, рачна изработка, се со цел да се пријават повеќе учесници на самата трка. Секој учесник плаќаше одредена партиципација, со собраните средства купивте телевизор и DVD за деца со потешкоти во развој. Истите ги дониравте во Центарот за деца со потешкоти со развој, каде тие ќе бидат користени како нагледни средства. Значи, тука имаме фаза 5, имаме успешна реализација, имаме интеркултурна димензија, имаме долга акција, значи траела 20 дена, тие за време на акцијата ги информирали локалните медиуми, направени се постери со цел да се промовира тој проект и ефектите се силни за децата со потешкоти, значи пружена директна помош. Одлично. Дали сметаме сите останати дека тоа фаза 5? Да. Одлично, дајте аплаузи за работата. Во рамките на фаза 5 сакам да ви кажам дека во оваа група можеби не треба да стои веќе DVD, туку може да стои Xbox или веќе некои други речем помодерни апарати кои што младите луѓе сега ги користат. Тие се тие фази 4, мислам дека сега ви се јасни како во рамките на овие како може да се сработат проектите, како истите треба да бидат оценени. Добро, мислам дека до сега се ни е јасно. Пред да продолжиме понатака, сакам да ви кажам која е темата на изработка на овогодишните проекти за циклусот 2020 година. Темата е препознавање на различности, со тоа што може да се работат проекти во две области. Првата област е акција во заедница, а втората област е интеркултурна акција. Што е разликата меѓу едното и второто? Во делот на акција на заедницата може да изработувате проекти кои што се однесуваат и кои што се хуманитарни проекти, што значи собирање на облека, храна, мебел, санирање на домови каде што живеат лица кои што имаат вакви потреби, кои што ваквите нешта ќе им го олеснат нивното страдање. Потоа помош на лица во ризик, станува збор за проекти во кои што целата заедница преку инициирање на ваков мал проект се вклучува, помага да се соберат средства за да се помогне при некоја операција доколку истата е потребна на индивидуалецот. Третиот тип на проектите се помош и поддршка на дневните центри, каде што се олеснува животот на целата група на лица кои што всушност се наоѓа во дневниот центар, ама не само нивен живот, туку и животот на нивните семејства. Може да се работи со нив, различни едукативни работилници, но може да се прави некоја санација доколку е потребна во некој од овие центри. И четвртиот тип на проекти, исто така во акција во заедница, се еколошки проекти кои што подразбираат разубавување на капчиња каде што младите поминуваат време, поставување на канти, поставување на чешми за пиење вода и се она што е лоцирано како проблем во таа заедница. Вториот пак тип на проекти се интеркултурна акција, проекти кои што се од интеркултурен тип, кои што подразбираат поттикнување на мирот, толеранцијата, културата и соживот на луѓето кои што живеат во нашиот град, во нашата заедница, во нашата земја, а кои што се всушност од различна етничка припадност. Сите оние проекти кои што прават овие нешта да се промовираат, но и меѓусобно луѓето да се запознаат. Тоа подразбира курсеви за јазици, доколку едната група прави курс за јазик за групата која што исто така е во нашата заедница, можеби која што не го познава добро јазикот.
потоа промоција на културата преку јазикот, преку носијата, преку уметноста, преку рециталите и се она на кој што може да ја доближиме другата култура до другата заедница. И тука би кажала и промовирање на соживотот преку различни музики, концерти кои што може да се направат и организирање на едукативните работилници кои што се однесуваат на намалување на насилството во заедницата каде што сите ние живееме. Особено е важно да се каже дека секоја општинска организација, секоја група од тие 30 младинци кои што ќе го изработуваат проектот, ќе мора да направат задолжително еден проект кој што се однесува за интеркултурна акција и потоа 2 проекти кои што се однесуваат во акција во заедница. Што значи дека минимум 3 проекти мора да постојат од секој град. Бидејќи ова е сега јасно, продолжуваме понатака. Каде доаѓаме до самиот крај на овој часот за документирање, сакам да прашам, односно да направам едно кратко сумирање. Дали нас ни е јасно што треба да направиме ние како група? Да чујам. Треба прво да бидеме координирани, да имаме лидер на групата, треба да имаме јасна идеја и треба да имаме желба да оствариме таа идеја, да помогнеме на долгорочен крај, да работиме меѓу себе во процесот, да имаме доволно многу волонтерски часови и убави акции. Значи, всушност правиме еден проект кој што се во ова што го набрати, тоа се неговите, да речам, особености. Така. Морам да ви кажам дека додека да го направиме ние овој проект, ќе имаме доста средби кои што ќе ги правиме заеднички, значи еднаш неделно ќе имаме средба со целиот тим во кој што ќе гледаме до каде сме, вие мене ќе ме информирате за се она што вие ќе го правите и ќе функционира на нашата група на Facebook која што веќе ние сме направиле, каде што ќе се договараме за состаноци и за некои други работилници кои што ќе ги направиме. Важно е да смениме нашата дневна рутина и важно е да вие како млади луѓе бидете проактивни да направиме нешто добро за нашата заедница. Крајната цел не е заминување во струга, значи сакам да ни биде убаво додека ги правиме проектите и да останете на крај волонтери во клубот на млади при нашата организација, бидејќи имаме и некои други активности во кои што може да бидете вклучени. Ја посакувам да направиме супер проекти, да биде ова едно незаборавно патување за вас и да навистина се промените себе си некои лични придобивки кои што ќе ги имате, значи хуманоста која што ќе ја добиете да остане секогаш со вас и вие понатака да ја продолжите и на останатите. Што беа целите кои што ги зацртавме, значи прочитај првото. Важноста на документирање. Дали ти е јасно зошто е сега важно да се документира? Да. Не само во ПХБ, туку воопшто во животот да има некоја пишана трага. Добро, критериуми? Критериуми за документирање. Тие ги видовме дека постојат 4 фази за документирање, така и последното? Како се прави документирањето? Значи ги видовме материјалите, така. Примери од проектите. Ете така, значи јас сега во вашиот тим, значи овде имам еден празен формулар кој што ќе ни остане, кој што ќе биде како некоја водилка по која што ние ќе пополнуваме, а јас ги добив електронските верзии кои што понатака ние ќе ги пополнуваме. Мислам дека е важно да водиме и дневник за секој проект кој ќе се поделиме и кој ќе назначиме, да речам, лидер кој што ќе се грижи за сево ова. Добро, ако имате некои прашања, прашајте сега. Ако не, кажувам дека сме спремни за акција, ќе ви пуштам список да се потпишете кој беше присутен на оваа работилница и ќе се договориме за наредна средба. Дечки, ви благодарам многу, еве може дајте 5 сите заеднички. Да. 3, 4 сега. Фала ви многу.